Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Ново возило за собирање цврст отпад набави комуналното јавно предпријатие Водовод. Ке се користи за подигање на малите и големите контейнери, како и за стандардните канти, при што се бара тоа да има можност за компресија на отпадот. Во ист временски период со купувањето на градежната машина ровокопач, комуналното предпријатие Водовод ја реализираше и постапката за набавка на ново возило за собирање и транспорт на цврст отпад, со што се прошири возниот парк за услугите за одржување на комуналната хигиена. За оваа намена се потрошени околу 6 милиони и 700 000 денари, средства што се обезбедени од сопствени извори на финансирање. Новото комунално возило има можност да ги подига малите и големи контейнери од јавните простори, како и кантите за отпад од домакинствата. Од плаќањето на возилото ќе биде на 18 еднакви месечни рати. Новото комунално возило располага со минимален капацитет од 22 метри кубни за собирање на отпадот, како и можност од компресија во сооднос 6:1, со што максимално ќе се искористи просторот за депонирање. Исто така добиена е едногодишна гаранција за комплетното возило со надградбата за отпадот, односно 3-годишна гаранција само за погонскиот дел на камионот. Покрај испораката на возилото, фирмата што го обезбеди овозможи и обука за ракување за тројца работници. Со оглед на карактеристиките со кои располага, новото комунално возило треба да обезбеди заштеда на гориво и другите трошоци околу сервисирање и одржување. Со неговата набавка ќе има известно растоварување на дотраениот возен парк, што последен пат беше проширен дури во август 2013-та, тогаш со јапонска донација и дел сопствени средства беше купен камион со капацитет од 5 метри кубни цврст отпад. 59-годишниот ата од Кочани се здобил со тешки повреди и изгореници како последица од пожарот што се случил во семејна куќа на улицата Браќа Ставреви во Кочани. Во пожарот интервенирала територијалната противпожарна единица, која што поради брзата интервенција спречила огнот да се прошири врз соседните објекти. Полицијата ја истражува причината за пожарот. 59 годишен жител на Кочани се здобил со тешки телесни повреди и изгореници од пожар што се случил во семејна куќа на улицата Браќа Ставреви. Во гаснењето на огнот и излекувањето на повредениот учествувала екипа од територијалната противпожарна единица од Кочани со 2 возила и 4 пожарникари, кои настраданиот го затекле паднат врз шпоред и за краток период успеале да спречат проширување на огнот врз соседните објекти. Во текот на вчерашниот ден, во 18 часот и 45 минути, добивме дојава на улица Браќа Ставреви број 17 за запалена просторија и веднаш се упатија 2 возила и 4 пожарникари. На лице место е затечено опожарено лице над шпоретот со висок степен на изгореници, откако е изгасено, изнесено е и предадено на екипата на брза помош. Поради високи степен на изгореници, испратено е во ургентен центар Скопје. Повредениот веднаш бил пренесен во Кочанската болница, каде биле констатирани тешки изгореници на градите и главата и поради тешките повреди со возило на итната медицинска помош е препратен на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Првичните претпоставки се дека се работи за несреќен случај, а потврда за причините за пожарот треба да се добие од увидот што го направиле надлежните органи. Инаку за првите 3 месеци од оваа 2019 година, територијалната противпожарна единица на Кочани бележи голем број интервенции, особено пожари на отворен простор. Инаку за почетокот на оваа година, за првите 3 месеца, можем да кажем дека имаме огромен број на интервенции, 156 до денеска, од кои најголем број се на отворен простор и се причините од човечки фактор. Од тука и произлегува апелот по кој знае кој пат да не се пале на отворен простор поради општа опасност по имотите на другите луѓе. Ваква слична ситуација имаше и во средината на март оваа година, кога 82 годишен старец од Оризари загина во пожар кој сам го подметнал палејќи сува трева во сопствената нива.
По неодамнешното формирање, локалната мрежа за застапување во Кочани ја одржува и првата работилница со граѓаните, како дел од соработката меѓу невладиниот сектор и локалната власт. Активноста е дел од програмата за правна помош и подршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓански организации, финансирана од европските фондови. Локалната мрежа за застапување од Кочани ја организира првата од серијата работилници со граѓаните и представници од невладините организации и урбани заедници. Ова неформално граѓанско тело служи како механизам за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор за ефективни локални политики. Координатор и носител на активностите е Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина, а мрежата за застапување ќе помага во детектирањето на прашањата и проблемите што ги засегаат граѓаните во локалната заедница, а за кои како поединци не можат ефикасно да ги запознаат надлежните општински институции. Станува збор за прашања од областа на образованието, инфраструктурата, комуналното уредување и слично. Податоците сите кои што ги добиваме и од сите средби кои што ги има локалната мрежа за застапување во писмен извештај ќе одат до општината, до нивните представници и кои што понатака и нели планираме дека ќе ги земат во предвид за наредните буџетски години кои што ни престојуваат. Исто така се планира во рамките на овој проект да се направи и еден документ со локални иницијативи и потреби на локалното население, кое што исто така ќе биде публикувано и тиражно доставено до сите локални институции и до населението во општина Кочани. Покрај планираните работилници за согледување на клучните прашања и проблеми што треба да се решаваат на локално ниво, мрежата за застапување во Кочани во рамки на проектот ќе има и други активности. Повеќе трибини на истата тематика за проблемите и потребите на локалното население. Потоа имаме исто планирано и две фокус групи, од кои што едната ќе биде со млади до 29 години, а втората е планирана со представници од различни етнички заедници, од кои што сите проблеми и потреби кои што ќе произлезат ќе се сублимираат во овој документ кој што понатака нели ќе биде и печат. Освен постојните граѓански организации и урбани заедници, во локалната мрежа за застапување во Кочани можат да влезат и заинтересирани невладини здруженија, со оглед што таа е отворена за зачленување. Проектот Локална мрежа за застапување финансиски е поддржан од фондовите на Европската Унија преку програмата Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓанските организации, чии носители се Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и Коалицијата Сите за правично судење. Околу 30 до 40% ќе се намали потрошувачката на енергенси за затоплување со промената на столаријата во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Проектот е финансиски поддржан од Министерството за образование и наука, а неговата реализација треба да стартува од средината на април. Со поставувањето на фотоволтаичните панели и соменувањето на целата столарија, Средното општинско училиште Гошо Викентиев во многу ќе заштеди на енергенси за затоплување и електрична енергија. Во однос на фотоволтаичните панели, јавноста е веќе информирана дека со финансиска поддршка од Министерството за финансии, Светска банка и општина Кочани се поставуваат фотоволтаични панели за производство на електрична енергија во двете средни училишта и во општинската зграда. Нашите пресметки со конкретни бројки кажуваат дека принципиелно ќе се заштедува 1500 денари во денари изразено дневно. Тоа би значило дека на месечно ниво од 30 до 35.000 денари ќе се заштедува во електрична енергија во сончевите денови. Знаејќи дека сончеви денови во нашата околина тука во Кочани се повеќе од 150, значи можеме да сметаме дека во тие денови ќе имаме значајна заштеда на електрична енергија. Посебно е битно тоа што електричната енергија нема да ја акумулираме, туку директно ќе ја предаваме кон операторот, кон ЕВН во случајов и сета таа енергија ќе се регистрира, односно ќе биде компензирана преку
сметките кои што треба да се плаќаат за струја. За промена на столаријата пак станува збор за проект преку кој ќе се менуваат прозорците и вратите на училишната установа, а истиот финансиски е поддржан од Министерството за образование и наука. Проектот ќе стартува средината на април. Битен е тој елемент затоа што како енергенс трошиме за загревање, трошиме нафта и дрво и сега за сега може да се истакне дека трошиме доста енергенси, значи доста средства кои што одат во процес на затоплување и се надевам дека со новата столарија тој дел ќе биде значително поместен. Наша проценка е дека отприлика околу 30 до 40% ќе се намали потрошувачката на енергенси. Оваа реконструкција е повеќе од потребна во училиштето, бидејќи вратите и прозорците се дотраени и со години не сменети, и освен во заштеда на енергенси за дотплување, учениците и наставниот кадар во ова училиште ќе добијат многу во однос на подобрување на условите за учење и работа во училишната установа. Проектот финансиски е помогнат од Министерството за образование и наука. Четворица ученици повредени во пожарот кој како дел од симулацијска вежба избувна во основното училиште Славчо Стојменски во Виница. Успешно е реализирана во соработка со територијалната противпожарна единица на Виница и здравствениот дом. Четворица ученици од основното училиште Славчо Стојменски од Виница се здобија со полесни и потешки повреди од пожарот кој во предпладневните часови избувна во просториите на училиштето. Станува збор за исход од симулацијска вежба на евакуација во случај на елементарни непогоди, конкретно пожар и земјотрес, која што училиштето ја реализираше со поддршка од најповиканите институции. По пуштањето на сирената, учениците, наставниците, сите излегува на своите договорени места, бидејќи ние имаме изготвено план за евакуација. Сите според планот за евакуација излегува надвор според предвиденото време кое што беше планирано за евакуација. Во симулацијата на пожарот и на земјотресот имавме 4 повредени, тоа повреден со задушување, повреден на подлактица и повреден на подколеница и на клучна коска. Сите беа на време изнесени надвор и се изврши евакуација на истите. Во исто време дојде противпожарната сојуз и болничкото возило. Да искористам приликата да и заблагодарам на соработката на територијална противпожарна единица Виница и на болница Виница, здравствено Виница. Училиштето е обезбедено со сите реквизити, редовно секоја година се врши контрола на истите и мислам дека училиштето е комплетно безбедно за овие настани. Училиштата имаат задолжителна законска уврска за придржување кон сите стандарди, подготвеност и брза реакција при вакви ситуации кои не можат да се предвидат. Со свечена академија што ќе се одржи во салата на Центарот за култура Бели Мугри и со положување цвеќе на бистата, основното училиште Малина Попиванова ќе го одбележи својот патронен празник. Учениците и наставниците интензивно се подготвуваат за одбележување на патрониот празник на основното училиште Малина Попиванова. Својата успешна работа тие ја презентираат преку една убава академија, која што ќе се одржи на 4 април во Центарот за култура Бели Мугри. Ке настапат ученици од сите оделенија и ќе се представат со своји точки и игри. Утрото на 5 април ќе биде положено цвеќе на бистата на патронот. Престои нашиот патронен празник на нашето училиште Малина Попиванова, кој јубилејно ќе биде, значи, точно датата е 7 април, меѓутоа, бидејќи е недела, значи, програмата ќе се одвива во четврток и петок. Во четврток ќе биде свечената академија во Домот на културата во 17 часот, а во петок, значи на 5 ќе биде положување на цвеќето во бистата, овде на бистата во нашето училиште. Во текот се подготовките за самиот патронат, значи се спремаат програмата се спрема со хор, со музички сценски игри, со рецитали, со скетчови и така, значи, и се надеваме дека успешно ќе бидеме спремни до самиот патронат, до денот на прославувањето и затоа ги поканувам сите добронамерни да дојдат да погледнат што нашите ученици имаат спремано.
Освен секциите кои што функционираат во склоп на училиштето, на свечената академија со своји точки ќе се представи и хорот и оркестарот на училиштето, а ќе настапат ученици од драмската, литературната и јазичната секција. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра 17-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен ќе пречека екипата на Љуботено Тетово. Иако требаше да паузираат поради обврските на македонската младинска женска фудбалска репрезентација, сепак тимовите од првата лига ќе одиграат дел од надпреварите. Во некомплетното коло ќе одмораат само 4 екипи, а другите в сабота и недела ќе бидат активни. Тимот на Кочани ќе му биде домакин на Љуботен од Тетово, што ќе биде шанса да ги прокнижи првите пролетни бодови. Според најавите од клубот, по трите последователни порази во пролетниот дел на првенството, фудбалерките од Кочани се подготвени да излезат како победници од овој надпревар и со новите 3 бода да се оддалечат од опасната зона. Надпреварот се игра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 12 часот. Инаку, како што споменавме, од планираните 7 надпревари, 2 се одлагаат поради обврските на репрезентацијата на Македонија до 17 години на развојниот фудбалски турнир. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.